Чесната попова ќерка. Чита Александар Станојков. Еден поп си имал еден син и една ќерка. Сторил ниет попот да оди со сина си на аджилак и да ја остави ќерка си сама дома да седи, дури да си дојди попот аджилак. А рома на попо му било страв да ја остави ќерка си сама дома, чунки била многу лична и прилична и била таман на време. При се што била на време и толку лична, а пак била од најчестните и најнабожните, чунки татко ја беше ја учел на малост да биди таква. Од кога се сготвил попот за на аджилак, ја викнал ќерка си при себе и ја рекол: "Слушај вамо, ќерко, јас што имам да ти кажам. Еве јас со брата ти ќе одам на аджилак, ако сака Господ, и тебе сама дома ќе те оставам. Арнам би бидејќи имаме многу душмани, ме страв да не ти сторат некоја превара и да ни донесат некој срам и не внесат во голем грев. За да не ни дојди тоа нешто, еве јас што сум измислил да ти правам тебе за да не може никој ништо да ти стори. Куќите ни се тјаќи, вратите и портите топне и разбива. Така бидејќи, ќе те затворам в куќи, од која ќе те пригодам од се што ти треба, и ќе ти ја оставам бабата што седи до нас, да ти иди на пенџере и да те праша што ќе ти треба, нешто за да ти купува и да ти даат. Та јас која ќе си дојдам од аджилак, голем бакшиш ќе донесам. Jer што ќе купит, нека зема бабата од нашето трговче што земаме до сега. На ова згора што велиш, ќерко?" "Јас, татко, ништо немам што да речам. Изборот твој два ни го правам. Оти, ти мене за зло не ми мислиш." "Да си ми благословена, ќерко," ја рекол поп, "што ме послуша и дај Боже да бидиш царица." Од која ја заклучил ќерка си в куќи, попо си зел клучеите и ја оставил бабата аманет да ја надгледуваат и си тргнале со сина си на аджилак и си ошле. Почнала бабата да ја иди кај поповата ќерка и да ја праша што да ја купити да ја донесит. Денеска, утре, земала зајрот кај трговчето и по некој месец трговчето се престрамило, та ја таксало на бабата многу пари за да ја склони од попо ќерка му. Ја да го земи за венчан, ја така да оди кај неа. Што ти велаат, од стара вештица и ѓаволот се бои, а не човекот. И без да се страми и од грев да се бои бабата, чунки беше дошла гробу на врата, беше рекла на од попо ќерка му една вечер тоа што и рекло трговчето. Стара мури мајко," ја рекла попова ќерка, "ами за вака те остави татко ми да ме предаш на ѓаволот? Сега нека ти е просто бабо, ама те молам уште еднаш тој збор да не ми го речиш оти од Бога греота и од луѓето страмота." За прв пат бабата не се налутила и си ошла како со ќеф. Утрото пак ја ошла и пак ја кандисувала со секакви измајсторисани зборови за таа работа, а ама девојчето било многу бесајлија и никако не се кандисувало. Најпосле видела бабата оти не бидувало и се уверила оти кога ќе дојди попот ќе му кажела и од тоа нешто кој знае што ќе патела, бабата пресапила еден есап за да ја предаит на попо со лага и таа да биди страмна и зарезила, а бабата честна. И написала една книгата, ја пратила на попо и во книгата ја клеветела оти се сторила прва курва во градо, уште со псите што не ошла. Кога го беал писмото, попо на големо чудо станал и многу се налутил. "Слушај вамо, синко," му рекол на сина си, "на овој резилак што ми го направи таа, јас нема назад да се вратам. Ќе станеш ти сега и ќе појдиш дома, та ќе ја излажиш сестра ти, та ќе ја загубиш в планина и нишан ќе ми донесиш овде за да видам и поверувам. Треба да знаеш, синко, ти поарно е човек со едно око да биди и во рај да појди, одошто со две и во вечна. Стануј, синко, и оди и за назад да не остаиш одошто ти велам." Бидејќи син му прокопсан, не можеше да му врати назад зборот од што му рече попо, станал од аджилак и си дошол дома. Кога видел портите и вратите затворени и се уверил од зборовите од сестра си оти сето што писала бабата во книгата било лага.
Арно ама не можел да го уверува татка се од тие лага и можело да излези полошо. Та ја кандисал сестра си да ја однеси в планина и да ја пресечит малиот прст, та да ја оставит тамо и кај сакат нека си оди. Шу дома да не се врати, оти, ако се врати, некојаш татко ќе ја загубит. Приимала сирота девојка што ја рече братје и отишле во некоја далечна планината, ја го пресекол братје во малиот прст од левата рака и ја оставил во планината и со големи плачу и жалои се одделиле братот и сестрата. Не беше право, мила сестро моја, ја рекол братот ти, да ти го сторам ова. Арно, ама, требаше да му исполнам заповедта од милиот ни татко. Секој е зло за добро, му рекла девојката. Мило брате, ако речи Господ може пак да се видиме и за правината за намегдан да излезит. А па ако не е речено од Бога да се видиме на овој век, ќе се видиме на другиот век. Ај, ој ми си со здравје брате и утеши го татко, ако жала за мене, која ќе му кажеш што ти си ме загубил. Си ошол син му од попо пак на Аджилак и му го дал прстос да го увери попо. Која го зел прсто врака попо, многу плакал и жалал и на сина му велел, ќе да не беше ја загубил. Арно, ама, едно зло што се чинит назад не се враќа и друго ништо. Поповата ќерка останала в планина и си нашла диви јаболка и круши дивјечки, та си брала и си се ранела. Со прво прошетување из гората, нашла еден извор со вода и до изворот едно дрво многу високо и гореша торесто, тамам колку еден човек да седи и да лежи. Озгора лисието биле многу бујни што ни сонце пуштале, ни дош, како да било максу сникнато да ја биде на девојката куќа. Од страв да не ја изеит некој звер, се качила таму и си нашла за мунасип да се качи таму ноќта да си лежи. Дење си слегувала, ноќе се качувала и така си живеала многу време и Бога си молела за Господ да ја избавит. Еден царски син беше излегол тие дни на лов и шетајќи по гората, дошол кај изворот и се напил вода прво тој, а после навртел коњу и тој да се напие. Едно се наведил коњо да пие вода и веднаш фукнал назад и фркнал со носот. Сторил. Го навртел повторо, пак така сторил. На третиот пат се прибрал царскиот син до водата и се ополил да види од што се плаши коњот. Кога гледат, едно лице девојчинско се сенело од врвот на дрвото. Кренал главата угоре да види што е и тоа гледат девојка. Слези од озгора, мори девојче, да видам која си ти, ја рекол. Арно, ама, таа ќутела и не станувала од кај што била седната. Ја моли царскиот син да слези, арно, ама таа ќутела и ич не станувала. На тоа нешто царскиот син немаше како да стори друго, отколку да појде во едно ближно село и да пазарите една баба маѓесница, та да ја маѓесат и да ја симнит. Дошла бабата кај изворот една вечер со царскиот син и лежале таму близу до изворот. И утрото рано ошла бабата до изворот та курдисала да пери ѓоа кошули. Арно, ама се преправала ѓоа на слепа и од која зачурила огон на две натри, ја клала пирустијата наопаку, зела црпката да леи од изворот вода и да тура во котело, ама поеќе наземи ја турала од што во котелот и го дигнала да го клава на пирустијата. Арнава при се што го клавала котело на опачната пирустија, пак не го оставала да застани, ами го навалувала и го истурала. Тоа нешто девојчето дозгора го гледало и многу ја се нажали на слепотијата од старата. Преќим старата така ватила да се колни себе и да вели: "Оф, јас сирота, зашто сум се родила и да остарям, та да не гледам и да не можам да се исперам." Дури со плач тоа го велела. Кога чула тие збори од попа ќерка му, ја се нажалило многу и слегнала долу да ја поможит на старата без да знае што ќе ја најди, и едно слегла на земи, се стрчал царскиот син, та ја ватил за рака и ја прашал: "Зошто, мори убаво девојче, седиш на оваа дрво и да ме мачиш да те симињам?" На тие збори таа ич не му проговорила. "При се што не ми зборуваш убаво девојче,
ја рекол царскиот син, јас ќе те венчам и ќе те имам за царица. Таа пак не му проговорила и тој си ја метнал на газо од коњо и си ја однесол дома. На часот курдисал свадба син му од царот и ја венчал. Кој ја виде се зачуди на услупо незин и на убоината незина, лицето како сонце е греало. До една недела и е зборувал и не е зборувал, чунки до една недела сите невести не зборувале, те и таа затоа не му зборувала. Поминала една недела, 2 недели, поминале 3, не зборувала. Бре, што не е сторил царскиот син, бре, што не е сторил да ја разборуват, не могол да ја разборуват, не могол. Ја дал Господ 3 деца машки, сите како некое грозие. Туку седи царот и се чудит како да ја разборува царицата. Ја чекај да барам пак некоја баба, рекол царскиот син, да таа ќе може да ми ја прозборува. Да земиш, синко, му рекла бабата што ја нашол, 3 лубеници. Една голема, друга постредна, треќа помала, и да ја донесиш дома, да ја отркалиш од врата вода и да му речиш на децата: деца лубеници, земете си по една, и веднаш децата ќе се стрчаат за да ја грабаат, и секој ќе ја сака поголемата да ја земи. И од тоа нешто ќе се скарат. И може да се степаат. Тога ќе му се намешат мајка му да ја отима и ќе му проговори за да ја поучи. Ете, така ќе чуеш што зборимат. Изел 3 лубеници што му ги маепсала старата, и отишол дома, те ја отркалил во одајата кај што беше таа со се деца, едно и видоа децата отркалени, се загнаа да ја грабаат и секоја ја грабаше поголемата. И на вистинка беа се скарали, дури ќе се степале. Кога виде мајка му ти се тепаат, станала да ја отми и ватила да ја мири и да му вели: немојте, синчиња, не тепајте се за една лубеница, ами секој земете по една, оти ако се тепате и ве види таткови, уште еднаш не ќе ви донеси. Уште не беше и дорекла тие зборови, и е влегол царев син во одајата и рекол: оф, море домаќинко, зошто толку години не си проговорила со мене? Зошто не си ме прашала ли имам татко и мајка? Затоа не сум ти проговорила. Те молам сега да ме однесиш кај татка ми на гости. Кандисал царскиот син и, како утре сакаше да киниса, туку еве му еден пратеник од некој друг цар за да му рече оти Дженг сакал да се бијат. На тоа згора царот спремал војската и му излегол на граница, а пак царицата ја оставил при првиот Садрјазмин да ја носит кај татка и на гости. Се изготвила еден ден и тргнала да оди кај татка за да му се кажи и да види татко е оти злото што и го сториле на големо добро е дошло. Арно туку не знаела што има да пати по пат од нечестниот Садрјазам. Кај што кондисале уште во првата вечер, ја запашкал за безчестие да ја правит. Кога чула таа тие збори од Садрјазамот, на чудо станала и со многу докажувачки му докажала за да го трга рака од тој ум, од тие срамота и греота. При сичките докажувачки неизини тој никако не се остала од таа севда и откао виде сирота царица оти ќе се насилува во безчестие, му посакала да излези од чаторот надвор за да оди по надвор. И не пуштајќи ја тој, го молила за да ја врзи со појасот за нога, ако со страв да не побегнет. Се излагал Садрјазмо и ја врзал та ја пуштил по надвор да оди. Колку беше се истајала од чаторот и се одврзала, та го врзала крајот од појасот за некој раз и трештила по пустина да бега и ја разденило до некој градче близу. Садрјазмот, од која се виде излаган од честната царица, се вратил назад и му пишал на цара оти царицата се изгубила една ноќ од сретпат, кај што лежале при се што ја барал џо, а по сите страни пак не ја нашол. Кога ја зел царот таа книга од Садрјазмо и ја пеал, голема жал беше му дошло и од кога се свршил дженгот си дошол дома и си нашол дечињата без мајка. Од големата севда што имал по неа, тргнал од село на село и од град на град да ја барат. А пак царицата, пред да влези во тоа градче, нашла едно овчарче и му и купила алиштата, да се променила и влегла во градчето.
се прибрала до некој ан и прашала за градот свој каде и да ја најдат еден тираџија да ја однесит. Му нашол анџијата некој тираџија и ја испратил во градо свој. Од кога дошла во градо, си купила едни алишта како што носеле тамо и отишла при попо, демек, при татка е и при брата е. Та им молила многу за да ја земат да ја услужи само за лебо или да ја глават негде на друго место. На жалосните молби незини се смилиле и ја зеле за слуга да му биди. Со голем ќев служела у татковата куќа и попот многу се фалел и братја и снае, без да ја познајат оти таа е нивна. Шетајќи царот од село на село и во секоја куќа одел, секој човек го прашал да му кажи по една приказна. Од град на град, дошол до градот попо и кондисал во тој град кај попот на конак, чунќи од него немало побогат и убави куќи да имал. Едно го видела царицата и благодарила Богот и ќе излези правината на Мегдан. Курдисал попо го твејна како за цар да нагости и на радоста згора поканил мнозина големци, покрај нив ја канил и бабата што ја предаде ќерката му на попо и го канил и трговецот. По вечерата после, царот и натерал сите гости што беа таму да кажат по една приказна кој како знаи. Од која исказале сите, царот го прашал попо дали има уште некој човек за да кажи приказна. Друг човек неам, честити царе, му рекол попо, отколку еден млад измеќар. Бар го викај го, му рекол царот. И тој да дојди и да кажи една приказна каква да е. Ќе кажам, честити царе, приказна, му рекла. Ама ако се затворат вратите од одајава и никој да не излезе од одајава надвор, дури да ја докажам приказната. На часот заповедал царот да се затворат вратите и никој да не излегува надвор, дури да се докажат приказната од измеќарот. Почнала да прикажуваат приказната своја. Слушајте сите што се собрани овде, а најпоеќе ти, честити царе, што приказна ќе ви кажам, му рекла. Си беше едно време еден поп и си имаше еден син и една ќерка. Попот тргнал да оди на аджилак и ќерката си ја остави дома заклучена со 9 клучеи и си остави една баба да ја носи што да ја треба и да му купува од еден млад трговец. Арно, ама бабата излезе неверна и сакаше да ја продава на трговецот. Ќерка му од попо не приимала и бабата му пишала една книга на попоѓу, а ќерка му на попо била од првите курви во градо и попо без да ја испита таа работа, го прати сина си од аджилак дома да ја загуби ќерка му. Ја однесол син му од попо ќерка си в планина, та ја пресекол малиот прст и ја оставил тамо да умрит. Братја ја испитал оти никаков кабает немала, арно ама за атаро на татка си ја оставил да ја загини. Попо и сите друзи се опулија еден во други и се почудија од кај ја научил овој измеќар сета работа за од попо ќерката. А пак царот како да се подсетил за да ќе така. Арно ама не можел арно да ја познае, чунки била во маштјалишта. Арно ама при се што ја остави братја тамо, почнала, Господ ја наврте еден царски син да ја најди и да ја земи за царица. Тој цар ја сетил од гласот оти тајет и ватила пот да го избиват и од радост и од жал. И ја даде Господ 3 синои и со себеп на синоите проговорила и се разборувала со царот. После посакала изин од царот за да оди кај татка е и да му се каже оти е жива. И Господ ја стори царица при се што сакаше попо да ја загини, а арнова правината при се што се танчит не се чинит. Кога дојде дотамо приказната и чул садриазмо, студена пот беше го избило, оти ќе му излезит батакчилокот на Мегдан. Згонза за да излегува ѓоа по надвор, а арно ама царо вратите не оставаше да се отворат. За поселом царја го даде првиот садриазам да ја носи царицата кај татка е и на првата вечер посекал да ја безчестува и таа побегнала од тој бестрамник и така куртулисала и си ошла кај попо да му слуга толкова време на место слуга без да ја познае тутимиот ќерка роđена.
И еве сум истата таа што ви ја кажувам, за да ме верувате оти сум јас, еве ви го прсто пресечен на левата рака што ми го пресече брат ми. Крена рака и му ја кажа. Кога чуја тоа нешто и видоа, едните со радост нарипале и ја избакнале, а друзи со плаче се поклониле за да сакаат милост и прошка за злото што е сториле. Бабата, Садрија му и трговецот страшно и накажал царот, а попо и сите од куќи и зел и си однесол во царскиот град у себе, да си живееле царски и господарски, да дури биле живи. Еве како првината се танчи и не се кини. Правина, бабам, ге не правина, ми рече најпосле приказувачот Јоан Кундураџијата.